Здраво на сите. Сега ќе направам една техничка анализа на D-Wave, на QBTS. Пошто можно е да има добар сетап. Значи, как што знаеме, после врвот во октомври, all time high на 46, имаше огромна корекција од скоро 5 месеца, 6. Ваа корекција мене ми изгледа завршена, но сепак мора ние да бидеме спремни за двете ситуации. Има шанси тука да има one-to setup. Значи, как е one-to setup, как го мерме и как соодветно да се поставаме на него и што би можела да ни донесе блиската иднина на D-Wave. Значи, тука има 1, 2, 3, 4, 5. Тоа е тоа првиот bullish setup. Сега, после тоа иде корективно движење. Корективното движење има шанси да е завршено или само првиот дел да е завршен. Значи, дали е А, Б, С или тука ќе биде А, тука ќе биде Б и тука ќе биде С. Една од двете варијанти треба да излезе. Во секој случај, за ние да проверме дека сме од прилика, да видиме дека ни е support и дека ни е resistance. Значи, кога ќе земеме Fib retracement од дното на Wave 1, потенцијален Wave 1 од 5 ево. Значи, може да видиме од точно на Golden Ratio ни дојдела акцијата, што значи има шанси ваа корекција да е завршена. Как би одредиле дека треба ние да стигнеме од тука? Доколку ваа корекција не е завршена, големата, и во е А, Б, С надоле, тоа ќе биде многу лошо за акцијата. Јас реално не верувам во тоа, пошто знам фундаментално каква е компанијата. Затоа сум булиш настроен. Значи, доколку корекцијата не е завршена, значи од тука до тука, пак акцијата треба да стигне до 32-3 долара, 30 до 34 долара, да го направи тоа корективно движење на во голем wave, па да продолжи надоле. Но, ако е завршено, тогаш бркме трет wave. Третиот wave е импулсивен и силен. Значи, как ќе одредме? Значи, во ни е support за wave 2. Как ќе одредме дека треба да завршиме од прилика? Јас мислам дека ќе оде на all time high до крајот на годината. Може да сум грешка. Значи, имаме 1, 2, 3, 4, 5. Мислам од така нека ќе се одвие ова. И има шанси тука да е многу добар сетап. Значи, сапортот сега за сега го држа. Ако земеме Fib extension од тука до крајот на први wave и до дното на втори wave, трети wave треба да наносе на 1618 оваа зона. Значи, ако ја пробиеме 30 до 34 и одиме до горе, значи сме во трет wave. После ќе има четврти и петти до all time high. Најверојатно. Може да сум малце biased. Тоа е кратка анализа на D-Wave. Поздрав!